Здраво дечки, еве сме во уште едно видео од овој видеосеријал за React.js и во ова видео ќе продолжиме да работиме на нашата To-Do апликација. Ова видео што го снимам сега, еднаш го снимив и го завршив и не сакајќи стиснав close на Camtasia и don't save и го изгубив видеото, а веќе се имав пушнато на Git, така да морав да направам reverse и ова ќе стои овдека и ќе го правам сето од новин. Така да ова нека не ве збунува што е тука, ќе го направам од новин и ќе пушнам уште еднаш. Во ова видео, значи, ќе ја направиме таа последната функционалност што ни остана од првичното видео, каде што имавме drag and drop, односно да можеме да ги прередуваме нашите to-do айтеми со влечење, значи со drag and drop. За тоа го користевме овој пакет React Sortable Hook и истиот може да го најдете на Google, да го срчете. Ќе го затворам и ова, React Sortable Hook, High Order Component, HOC, Hook, како и да го читате. Овдека имате линк со сите примери, еве го basic примерот, имате и некој со drag handle пример, може да го фатам, drag handle, хоризонтално со grid, значи може да ги погледате примерите. Ќе ја скористев овој и додадов уште една линија код од што е log axis овдека. Кодот за примерите го имате овдека во examples и јас, кој што реков, го гледав овој пример. И доколку погледате кодот тука и оно што ви го покажував во готовиот код тука, ќе видите дека е многу слично. Така да започнеме со работа. Например, да ги инсталираме овие пакети што ни требаат. Ни треба ова, npm install .save, тој пакет, и ми треба овој пакет. Значи, за видеото да не трае многу долго, бидејќи од моје искуство, значи од претходните видеа што ги снимам, бидејќи снимав и доста долги видеа по 40 на минути, гледам дека некој што ги гледа видеата не може да издржи да ги гледа повеќе, значи доколку се подолги од 30 на минути, а не да се 40 или 1 час или нешто такво, така да овие видеа гледам да не бидат подолги од 10 до 15 минути. Максимум некој ми се 20 минути, кој што мора да трае толку кога зборуваме за некој подесување или нешто што мора да речеме да трае малку подолго. Значи ги инсталиравме двата пакети, ги видевме двете командни, npm install _save, react _sortable _hoc и npm install _save array move и тоа беше тоа. Сега да пишем npm start, да стартуваме нашата апликација и овие двата импорта ќе ги копираме во нашиот код и се стартуваше апликацијата. Еве ги двата импорта, ги земаме. Каде ми е апликацијата само, to-do, мислам дека е тоа. Ќе ги ставиме овдека. Пред да продолжиме овдека, една друга работи примитив, како што знаете, значи на to-do айтемите додадов еден div за да му to-do item, да, еве го, се збуни многу, му додадов styling со padding, bottom 5 пиксели, бидејќи пред тоа ми беа залепени нашите айтеми, меѓутоа сега примитив дека тоа не ми треба. Грешката е направена бидејќи секој to-do айтем треба да е grid айтем, а не сите да ми се врапнати како сега во еден заеднички grid айтем. Значи сега како што е во овој момент, сите to-do айтеми ми се врапнати во еден, ми се замотани врапнати, некој се одлути за тоа врапнати, меѓутоа врапнати ќе се велам и во еднина. Не можам. Замотани ми е многу смотано, да велам. Значи ми се врапнати во еден заеднички grid айтем, а секој треба да е посебен
grid item за ова правилото овдека спейсингот да важи, бидејќи тој важи за секој grid item во овој grid контейнер. Значи ова ќе го ставиме внатре и ова ќе дојде тука и сега секој to-do item ќе ми е врапнат во grid item. Значи имам grid item, а во тој grid item ќе имам to-do item и сега ово ќе треба да го префрлам да ми биде на нашиот root горе во нашиот grid item, за да немам грешка во кодот. Ќе го ставиме тука и што гледате се ми е малку поубаво. Може иницијално да го намалам ово на 1 спейсингот, да биде малку поубаво. Океј. Со тоа завршивме. Ги компиравме двата импорти. Да ги копираме сега овие две работи, каде што креираме променливи со компоненти, значи ова ми се компонента за sortable container и sortable item. За нивно креирање ги повикувам овие две функции, sortable container и sortable item, кои што ми враќаат нешто, велат дека ова ќе ми врати ordered list со некој стайлинг кој ми е ставен во класа, тој стайлинг ќе го ставиме овдека и потоа внатре ги стави сите children што ги има и ова прави нешто слично, значи тоа се додава некој стайлинг кој што ми е ставен тука inline, а не ми е ставен во нашиот page style CSS, значи може да го ставиме и таму сеедно. За да видите за стайлингот како може да го правите, овие два начини ги имате тука, значи или со class name или со inline style. Значи два различни примери нека стојат, чисто затоа го имам вака направено. Океј, понатаму овдека, не овдека, ги копирав тие двете туку во нашиот код, меѓутоа не ги копирав. Да се вратиме да ги зееме овие двете работи. Копи и ќе ги ставиме тука некаде. Значи сега има компонента root за нашите sortable itemi, sortable container што ќе ни биде и рековме дека во sortable container ќе имам повеќе sortable itemi. Ајде ги затворам овие работи и ова нема да ми треба и ова сега нема да ми треба, па ни ова нема да ми треба. Да одиме долу, значи ова ќе ми дојде тука некаде, значи ова кај што ги вртам сите to-do itemi, кој што реков ќе ми биде вратнато во sortable container. Па да го направиме тоа. Овдека ги вртам sortable container, овдека можем да го затворам. Океј. Имам key, мислам дека ова нема да ми треба, или ќе ми треба, не, мислам дека требаше ова да стои, ќе видиме. Ќе пробам да го тргнам, мислам дека во документацијата велиш дека треба да има key. Може би сум грешка. Функцијата log access, зборувавме за ова во првото видео, за да не може да го влечеме елементот лево-десно. И distance атрибути за ова прочитате за документацијата. Имав некој проблем, не ми текнува што беше, ќе го тргнем ади ова да видиме што беше работата со него. Ајде да копираме и функцијата од овдека, па ќе објасниме после што правиме со неја. Ева ќе ставиме onSort end тука. Значи се што прави ова функција, значи кога влечеме некој item, му ги заменува место. Значи кога ќе го повлечеме, ќе го пуштиме на друго место, вели во оригиналната листа каде ми се наоѓаат податоците, имам неговиот претходен индекс и новото место каде што сум го пуштил и вели во ова ситуација сме направиле drag and drop, не е завршено, смени го стейтот на нашите податоци и кога ќе го промениме стейтот во нашиот array, тие два айтеми ќе не бидат свапнати, значи тој кај што сме го повлекле на неговото место и овој другиот и ова ќе ми премести, ќе ми го преради арејот. Значи нема да ги свапне двата айтеми, туку ќе го преради ова што сме го влекле надолу, ќе го стави на тоа место, другите ќе дадат нагору, овој под него доколку има ќе го помести надолу. Мислам дека ме сваќате што зборувам и ќе имаме прераден ареј. Подесуваме стейтот, ова ќе ми тригерира ререндерирање на нашата компонента и со тоа се ќе ми изгледа како што треба да изгледа. Рековме ова го
ставивме да ми биде врапер на ова што го правиме внатре. Сега ми треба да го земам уште to do itemот, не to do item, туку sortable itemот. Ќе го копирам овој дел од кодот, sortable item. И значи се што ми се наоѓа овде, значи сега ова ќе ми биде root, sortable itemот. Value-то, до тука ми завршува и овдека можем да го затворам. Key ми е todo.id. Сега тука key-то нема да ми треба, можем да го извршам. И со ова треба да ми заврши, уште ќе треба стайлингот да го фикснеме, да видиме само дали ми е секој што треба. Можем да ги прередувам елементите. Уште стайлингот да го копирам, ќе го земам од овдека, се што правиме му местам width да му биде 100%, сега ќе видите што правам, го draggable контейнерот. Значи не сакам овие видеа да бидат за CSS, доколку сакате да учите CSS, ќе гледам во некои идни видеа, можеби да спомнам нешто и за тоа, меѓутоа целата класа. list_style.none, бидејќи користиме unordered list, да ги нема тие булит од страната што не се крупчењата за кога имаме листи во HTML. И width му велам да е 100% од целиот контейнер што го зафаќа, значи од целиот овој контейнер. Знаеме дека ние grid item 12 и велиме сакаме да не биде целиот width. Save и мислам дека не save, туку треба copy и да го ставиме во нашиот CSS што ни се наоѓа некаде тука. Ќе го ставиме тука. И сега како што гледате ова ни е супер. Имаме мал indentation овдека, тоа е бидејќи користиме UL елемент за нашите айтеми. Сега ќе видите зашто ви зборувам. To do, каде ми беа? Значи овдека имаме UL, ова може да го смениме да ми биде место UL, да ми биде да речеме div. И сега ќе немам индентација, меѓутоа ќе ми изгледа малку попараметрено, па треба да го дотерам можеби малку стайлингот, така да ајде да го ставиме да се биде UL. Нека стои вака сега за сега, па можеби во наредното видео ќе го досредиме. Да погледаме што имавме само тука. Значи рековме имаме sortable item, претходно имавме sortable container, ми е вратната сетова во sortable container. Log axis, ајде овие работи ќе пробам да ги тргнам после, првим да ја објаснам овдека. Рековме имаме key, меѓутоа да пробам сега што ќе се деси ако тргнам ова key. Ми работи, мислам дека грешка сум бил. Така да ова нема да ми треба, меѓутоа другите работи ми требаат. Ова знам дека правеше некој проблем ако го тргнам. Не знам што беше, знам дека правеше некој проблем. Сега гледам дека е се окей, може да е нешто било на Safari. Ќе го вратам нека си стои. Log axis рековме е за да може елементите да ги влечеме само нагоре надолу, да ми бидат фиксни по X. Односно да ми бидат фиксни по едната оска, што гледате сега може да ги влечам и лево и десно. Кога ставам log axis, едната оска се заклучува и можем да ги влечем само нагоре надолу. Најверојатно значи ова заклучија оската Y, што е нагоре надолу правец за влечење на елементи и да можем само по таа оска да ги влечем, а лево десно не можем да ги влечем. Окей. OnSortEnd, ова е функцијата што се повикува кога ќе го завршиме со влечењето на нашиот елемент. Че доку ставиме console log овдека, console log drag end, ќе имаме дека оваа функција ќе ни се повика секогаш кога ќе завршиме со влечењето. Го влечам елементот, нема ништо кога го кликнав, ништо кога го фатив, ништо. Меѓутоа кога ќе го пуштам, ќе видите ќе ми се испечати drag end. Значи таа функција се извршува кога ќе го пуштам елементот на некое место во нашиот sortable контейнер. Креирам променлива со нашите податоци од to do листата, значи со овој арејот од стејтот.
Потоа ја повикувам, значи ми е LED променливо, бидејќи ќе ја менувам вредноста, а новата вредност после ќе ми биде вратена од ова remove функција, која што вели на овие вредности, значи нова променлива, нова низа, и ги пуштаме old index и new index, што ми ги враќа ова on drag end, а тоа значи кога сме го фатиле овој елемент и сме го поместиле, да речеме, овдека или да биде на средината, тоа ќе ми врати кој ми бил стариот индекс, значи ми било тука, ми било 0, и сега новиот индекс ми е 1. И спрема тие old index и new index, ова функција ќе ми ги пререди тие другите што ми се айтеми, значи ми било тука, сега вели овој вториот треба да биде првиот и други немам променето. Меѓутоа, ако од првиот го преместиме овој на последниот, треба овој вториот да дојде прв, а третиот да дојде втор. Значи, оваа функција ми го прави тоа прередување. Значи, вели во оваа низа, знам дека овој елемент што го влечам, сега треба да ми бидат заменети овие два елементи и сето друго да ми пререди. Значи, оваа функција ќе ми го направи тоа прередување и потоа во ова низа ќе имам прередени елементи, значи ќе имам нова низа и го повикувам сеттерот на овој state и велам новите податоци ќе ми бидат нова низа со сите елементи од ова прередената низа и бидејќи го менувам стејтот, рековме во реакција кога што го има промена на state, ќе ми се ререндерира компонентата и на тој начин сето ова ми функционира. Така да, дечки, мислам дека за ова видео тоа е тоа. Да видам дали има уште нешто што пропуштив, мислам дека нема. 17 минути, веќе одиме во црвена зона, да видеото станува малку долго. Може се да комитираме уште еднаш. Ќе копирам пак истата порака од тука. Копи. Пасте, да испишам ово. Соверам се. Commit, push и се надевам дека нема сега да направам иста грешка од претходно. Значи се ми е пушнато. Во описот на сите од видеата имате линк до репото на Bitbucket, до овој кодот што работам, така да може да се симнете, да го клонирате кај вас и да ме следите што работам. Ова што беше во About со интерактивната мапа го тргнав и за тоа ќе зборуваме, значи, кога ќе работиме на таа апликација, а тоа ќе биде кога ќе ми се најде слободно време, најверојатно во наредниот викенд или некој ден, или понеделник, уште понеделник сум слободен и утре, после почнувам со работа, така да доколку имам време, во некој од тие денови ќе пробам да снимам уште некој видео, а денеска ќе гледам да привршам со оваа апликација, па, кој што реков, во тие денови што следат да пробаме да работиме на нешто ново. Така, дечки, бидете ми поздравени и се гледаме. Чао, чао.